The GG Squad. Данко, не полека. Бобо. Не! Скидај гаче, Бобо. Пали светло, Не, пали вистина! светло. Дечки, недела на Star Wars. За оце греше Star Trek, брат, и ќе умре. Ќе побудали, Момент, чекај. Гаси ги тие, окей. Срушиш интернетот. Ете, дечки мои, како изгледа лайтсейбер за сиромашни, што викам јас. Оливири Купено од брка Ромкон. работа? Да, купен од Ромкон. Не, значи неонките се купени најлегитимно од една од поголемите продавници, не ќе се дадим правам реклама. дај реклама. Нема потреба. Како сте, 10-та епизода, јубилејна во втора сезона, имаме еден феноменален гостин за кој што едва и чекам да го протнеме и да разговараме со него. Мислам дека малце ќе ни бидат 3 емисии за да збориме што он све има направено врска со геймингот кај нас, но ние полека да си тргнеме. Оваа недела е недела на Star Wars, у четврток ќе е премиера, у среда ќе го гледаме. Ние од Cineplex предпремиерно одиме таму и ќе ви кажеме и ќе ви направиме Нова спойлери. сточески everybody! Да. Ќе ви кажеме спойлери одма на излагање така како сакате да дојдете таму. Follow us on Twitter. Да, фала и многу на Телеком за интернетот, на Sony, на Ситографика, IT.com.mk, WaterTech, Cineplex, човече, имаме спонзори као да сме онака лудило, брат. Многу да не ни се брат. Не дај Боже да го отвориш пејџот на Twitch. Изгледа да, онака, Телеком и Sony прво што гледаш и викаш леле. Добро, вие ми ајде, не. имаме вести да ги спукаме онака најпрецизни и концизно. Имаме една Бујно. многу битна. А, да. Ај, кој не Значи, беше у гостин недела- владата недела? Да. Недела има турнир за Hearthstone, тоест прв турнир на Hearthstone у Македонија. Официјален, сертифициран Тачно. од Blizzard. Тачно. Се случува, почнува да. у Мида. Се случува да во кафичот кај Мида Моторс, односно тоа е дијагонално од Борис Трајковски центарот во Карпош. Одете на фан страната на Goblin Games и таму ќе ги видите сите детали. Нека линкне некој во чат. Да, нека го пушти некој во чат. Ќе ги видите таму сите работи, освен една која што стигна пред 20 на минути, а тоа е дека ексклузивно кај нас даваат благодарение на Анхоч, кои као и секојаш се онака визионери максимални, ќе дадат за првакот еден таблет. Мислам нека фала Богу, па сега брат, Многу добро. Шо да е? Многу добро. Таблет ја да му се не ќе си игра чекар. Во недела јавете се, оставете порака, пишете им ако сакате да играте, котизација мислам нека е 300 денари за За игра. дека Горас не е компетитивен, Бого спреми се брат. Кој не е компетитивен? Некој основно сигурно, Добро. што? Океј, never mind. Добро. Минатата недела луѓето што го организираат турнирот, дел од нив беа на светско првенство Magic the Gathering, тоест викендов беа Да. сега. Оваквото и првиот ден Значи да на светско првенство. на светско првенство, првиот ден направија пепел, завршија втори во група и ги тепа американците. Прво втори. Прво втори тука некаде. Изгубија само За 0,3% Не има изгубил разлика. никого, него со Белорусија играат дро, затоа Да. што мислеа дека така е најдобро, заради Белорусија. И многу беше Па се лудо зголеми дека малце ги тоа, тепавме Hall of Famerите од Америка. Dream Team, значи Dream Dream Team-от. Team. И вториот ден, денеска искачи артикл на официјалната страна на Magic the Gathering. Откритие. Дечкото што им го правеше интервјуто, го завршува и вика не сакам да звучи глупо и да се вадам демек на муавет среќа, ама македонскиот тим вториот ден против Данска стварно немаше ич среќа. Катастрофа. И да беше единствената утакмица што се играше под рефлектори, значи на мејн стејдж, Македонија против Данска, иначе Данска се минатогодишни шампиони и стварно Миро и Scarface има нула среќа. Нула. Значи, нула. Знаеш кога не ти доаѓа карта у Hearthstone? Знам, И треба трап. ама братче, кој и нема го среќа у карти има у? Најако беше реакцијата Дече, на тоа. Не му доаѓа карта, го погледна и на ник и почија да се смеат и двајцата. Тоа е Знаат, тоа. тоа е тоа брат. А, Еме го, Арен Jesus. Да. Иначе Италија беше светски шампион, смислам стана. Да, нека, не ми со среќа, нека да го нафали од джаби. Океј, System Shock 3 is coming again.
на неверојатно, значи јас многу се возбудив, чекај тука ли ми негде, еве првата. Ова сезона вторпат ја покажуваме. Еве, да, вторпат ја покажуваме, а минатиот пат ја покажав наместо Бајашок. Не, минатиот пат ја покажуваме. Наместо Бајаш, збораме за Бајашок, ова го покажав. Не зборевме за босото од Што е овакво. финтата? System Shock не знаеме ништо освен еден твит со едно сликиче што изгледа System Shock 3. Да, треба да се радуеме на System Shock 3, пошто Војката кога излезе беше онака лудило во секој поглед, и графика, и за Дали новитети луѓе ќе се. работат или нема да работат истите луѓе, не само тоа ме е страв, ќе видиме што ќе се деси. Инаку System Shock е една од најјаките франшизи во историја. точно. Со најјаките приказни, значи да не правиме ова тоа. Ри помакло. Добро. PlayStation 4 извадија дека можат да прават дампинг на меморијата, односно да се играат со кернелот. Во превод тоа значи дека PlayStation 4 Jailbreak 3 или 4? 4 е не знам дали е за official. Денеска дечкото пише дека е декриптиран memory dump, Значи дека се влезени. Значи во прашање е само кога ќе се направи custom firmware да може да си ги играат тие лоши луѓе што ќе купат копиите или што ги стават на хард диск. Али е битно 5 до 6 месеци, значи Да. ако претходно работеше во Бразил стикчиња да за 100 евра да ти стават игри, за 5-6 месеци некаде ќе имаме сите кракнати. Добро. Да не да мала реклама, односно мала промоција, едни наши дечки ни пуштија мејл за една игра која што е за таблет, односно за Android и за iOS, се вика Breaker. Прилично интересна игричка, можете да ја симнете или од Apple Store или од како се на Google, од App Store, така. Дзирнете ја, наша е, симнете ја, поддржете ја, направете им некој in-game purchase. Филм изгледа многу, графички е феноменално. Да, многу кул. Изгледа како ти што играше грдата игричка со Супер Hexagon. Да, грдата игричка. Отруф. Така што поддржете ги, зборете за играта, шерувајте ја и играјте ја, што е најбитно, и пишувајте им за фидбек да ја направат како што треба. Steam ги крадат секој месец и тоа не е малце, него. Кажи га бројката, кажи. 77 компир. 77.000 акаунти месечно се се крадат крадат на на Steam. Заради тоа што немаат систем за како да го решат тоа со коцкањето, луѓе се коцкаат со ајтеми, не се коцкаат со пари. Заради тоа што нема аутентикатор до сега им текна да стават аутентикатор. Не знам што име на Valve, после толку години бидувајќи најјакиот сервис на планетава за купување дигитални игри, сега да им текне да го решаваат. Сега ќе ти кажам што е проблемот. Не се Официјално Blizzard. од Valve, вака рекоа. Ние да ги спречиме нема да можеме, ама ќе направиме се Да им отежним. Да им отежниме. Како Фала ти многу за мојот акаунт, ај не мојот, ама знам луѓе што имаат до сега потрошено по 2000 евра добро, за ајтем. Зошто ги крадат? Ги продаваат ајтемите после на кога? Сега ќе ти Како иде процедурата? Многу ме интересира. Доаѓа ти го краде, Ми го краде мојот акаунт. така, акаунтот има некој ајтем што е многу скап. Добро. Ајтемот се става на Steam Store. Добро. Така, Добро. парите нели си доаѓаат кај тебе на твојот акаунт, Добро. на тој украдениот, пиратскиот, Добро. и они со тоа перат пари. Тоест, криминални организации у светот перат пари преку Steam Не и разбирам. преку Blizzard Ќе ми аукција. стигнат пари од мене. Нема да ти стигнат како тебе, ќе ти стигнат кои ќе ти ги украдат тебе работите. Како ќе Што не ти е јасно? Значи вака, види брат. Значи ја продавам една крофна. И ја продам крофната на кој? На Бобо. Бобо ти се си знае имал кој е. крофна, ти дошол Бобо и ти ја земал крофната и Ама ја се продал знае мене. дека, ама Ти добро, ти кој си? направо Ти кој си? Јас сум тој што ги пере парите. Ја му ги дам на Бобо парите, Ама брат, Бобо ми ги враќа парите ама мене. тоа иде се преку стор кај што мора да имаш и ти акаунт, и ја акаунт, Па и он што, акаунт. кој ќе го фати? Кој ќе го фати? Ција ќе дојде и ги фати акаунтите, Епа како брат, ќе ги како? фатат? Епа како? Како? Врзани се на PayPal, врзани се на картичка, негде треба да стигнат Што работите. има врз Банка? тоа? Што има тоа врз? Ајде ги мрзи, ја се замараат тие за тоа. Blizzard аукцијата ја затвори ради такви работи, па што мексички картели за овакво, значи тоа е пази од FDA. Значи мексички картели переа пари преку аукцијата од Diablo. Не знам што не ти јасно, купуваа Кој знае брат секири, колку јајкери мексиканците по сакале да 10.000, играат брат. По Но, 10.000 ама многу играле бе долари. брат. Ама ти знаеш дека од секогаш мексиканците имале брат страст Ами, те за ти RPG. треба За Фармање RPG. ајде, фармање За Legendary. Farming Legendary, да. Многу сакале брат да прават ранови онаку од данџените. Океј, Elder Scroll даваат колку? 1 милион долари. Значи 1 пат 6 компири за еден среќен играч. Да, многу добра финта. Zenimax и Bethesda викаат зашто да даваме милион евра за реклама на играта, која можеме у период од 3 декември до Колку е 10 јако јануари
на еден играч што си игра во тој период да му даеме $1,000,000 или Они има дозвола од некоја лофтарија за тоа да го прават. Кои држави влегуваат во цела ова? во цело ова влегуваат Западна Европа и Америка и ни една друга држава, пошто Македонија, Србија све беше пробано, не може, не. Иначе пакетот е 20 години по $50,000 годишно. Значи еден човек си добива $50,000. Да, такс фри се, све фул пари си добиваш, затоа што си бил играч. Ја мислам дека тие пари ќе отидат кај некој дете и ќе се расипе детето, ќе се дрогира, ќе пие, ќе нема врска. Океј, чекај. Зашто збориш пред рука, не збори Да, рука. дали може врати паци. Дали може турнирот да се гледа лайв во Харстон? Мислам дека има шанси нешто, правиме муабети за стримот таму. Тоа е по знак прашалник, ама најубаво е да си отидеш. Има ли негде да се гледа турнирот до такмицата нашиве? Побарај ги на YouTube, ги има видеата. Побарај, тоа се вика Magic the Gathering. Официјалната страна ги имаш таму видеата, да? YouTube канал. Оди нагоре да име паци, дали може некој прашање? Нема. Океј. Ја колку што знам, све завршиме да кажеме, не заборавме ништо. Не. За Don't Starve нешто? Ке спомнеш? Don't Starve треба да се пушти трейлер. Може да пуштиме. Ајде. Вентура, дечки мои, кај што пробувам. Кажи го иста слика. Иста слика е. White Devil оригинал. Шикака. Да не, повели. Clay Entertainment, кој што направи Shank, кој што направи Mark of the Ninja. Оваа игра ја направи пред 2 години, беше на најајките игри кои за таа година. Добил тон награди инди и така натаму. Ново DLC, Shipwreck се вика, пусти острови, пловење со бродови, 300 чуда, игравме со Бонус Точевски на стрим. Гледавме и мрчевме. Да, ама многу неосновано. Да. Многу неосновано. Са неосновано. Самуето тоа што ја кудам играта е неосновано, а твоето што ја фалиш е најбоља, братче. Тоа Ајде че да разберете си вие. Кој ќе го прочитам коментарот на него каде на стрим. Дај бе играјте нешто сериозно, што е со овие несериозни игри? Управо е. Управо е? Право е. Апсолутно. Кај е пушката? Не знам. Кај се авангистанско-пакистанци? Што е разликата, брат, од обичната Don't Starve до... Тоест, ова е трето DLC на Don't Starve. Ова е трето DLC. Така, што е разликата помеѓу оваквото? Разликата е тоа што Има шешир како умре. нема една цела земјана зона по која што се движиш и преживуваш, туку се работи за многу мали острови кои што имаат лимитирана количина на ресурси. И во основа треба многу подолг пат да поминеш за да успееш да ги најдеш сите работи кои што треба да ги најдеш за да можеш да преживееш, да ги завршиш сите квестови кои што ги има играта, да ги отвориш сите карактери и така натаму. Don't Starve. Феноменално. Што ми Феноменално. што Пушти им доледно кајронче, брат, да видат како се вика играта. Многу ли е потешка играва, пошто ја од тоа што го игравме на First Look од четвртокот примитив дека па ја е потешка Shipwreck од другите, тоест од ванилата Don't Starve и од второто DLC. Целата работа е што како сите survival игри се зависи од тоа кој биом до кој е, за да можеш одредени ресурси да користиш или да не ги користиш. А за да ги искрафташ работи, мораш да имаш аксес до сите биомс, Фала Богу. за да ги имаш сите материјали. Затоа што се острови, проблемот е тоа што мораш да правиш бродови кои што ќе пловат од еден остров до друг за да најдеш нешто, па да се вратиш назад кај што ти е базата, да ги изградиш. А чекај, има бродови да правиш бродови, Има бродови големи на бродови. ломе. Има големи бродови. Ама јас од четвртокот до сега што играв поприлично долго време, можам да ти кажам дека не успеав повеќе од 35 дена да преживеам, што претходно во двете DLC ми се нема случај. Дане, ти брат пробуваш ден за ден да живееш у real life, па стварно камо ли супер за многу таа. работа. Нема врска што не разбира човек. Види од се, survival види се, игри, човече. Ама поентата е дека Don't Starve, а уште го има она со менјањето ликови, апгрейдите. Има некаде околу 15 на лика, кои што можеш да ги отвараш како што одиш се под лавок во играта, сите имаат различни special abilities, некои Така е, фала фала токен Богу. кои ќе се исплашат и така натаму. Стварно го препорачувам. Ако сакаш survival игри како Terraria, како Daisy, како Hizi и така натаму, ова е феноменално. Супер. Океј, дечки, правиме кратка пауза да го пречекаме маестрото Јанко Илковски и почињаме со историјатот за македонскиот гейминг. Ајде.
I have lived long enough to see the same eyes in different people. I see your eyes. I know your eyes. Дечки мои, имам чест да ви го представам пионерот на македонскиот гейминг и можам да кажам човекот кој што го почна подкастот пред да му текне тоа на, Бог да го прости, Стив Джобс, Јанко Илковски, за мене Јанко... За мене Јанко ефтини приказни Илковски, а вие го знаете наверојатно како Јанко Јади Бурек Илковски. Само првим да кажам, ве молам на жена ми да ја жено, уклучи бойлерот. Тоа сакам да кажам. Значи ги знаеме се. Бойлерот, уклучи бойлер и не само греалицата, ладно е. Молим, бойлер и греалица. Значи ги знаеме сите тролови и за пленунци, и за бойлерот, и за све, така да не се трудете, све не јасно. Саботата се сретнав со видов слика. Човека. И шо вика човекот? Човекот жив, среќен, дошол. Како се најде уствари? Сам ми се јави. Стварно? Да, ми пише, вика, може ли кафе да правим? А чека, он се зафркаваше на овако или да, стварно? Да, стварно, вика, се зафркава, вика, најсериозно, вика, мислев нешто смешно ќе направи. А вика, не знаев дека ќе се злоупотреби. Ништо не се злоупотреби. Супер беше, нема врска, баш симпатично. Новите рейтинзи, зборат, брат. Ја среќен човече, си викам, колку јака фора. 15 минути Дзинго ме галеше по глава. Кој Дзинго, мали велики? Велики. А, да. Океј, го имаме Јанков дека за тие што не знаат, мене, мојата гейминг кариера, условно кажано, игрите ми почна од период кога во Македонија цветеше златното доба на игрите, на радиото и на пиратеријата. Да, ќе збориме за пиратеријата овако. Јанко тогаш имаше една емисија на радио, ќе ја збориме и незе, но за почеток ме интересира дали ти се сеќаш кога прв пат и што си почнал да играш? Не. Тоа значи треба да се вратам у утробата на мајка. Таму си играл. Таму сигурно нешто сум играл. Сам со себе, со мојот близнак кој сигурно сум го утепал, кој знае што било. Значи не можам да се сетам, најверојатно можеби да се работи за мислам дека првата игра немам. Мислам дека првата игра е на конзола Pong 75-та година некаде во Белград, близо не, на парички. На флипери. На парички, на флипер, некаде Белград, еве сега
флешбек ми се создава есен, доцна, 75-та, негде 76-та, Белград, близу железничка станица. Ај да речеме дека е тоа битно. Не, стварно е бота. Тоа е. Да. Стварно е. Да, Пом. 75-та Пом шо е? Пом. Сега Mass Effect. И тоа не беше на джойстик, беше на трагол, трагол. на трагол. Сега иначе не знаев од каде. Кажи ми, се сеќаваш, значи пред да почнеш да се занимаваш со сериозни работи, одеше по флиперници, нешто по така? Значи сега Копилјанова не може да знае што е тоа. Значи за да имаш ти ова фармерки или вакво нешто облечено, требаше да идеш две места, Трст или Солун. За да бидеш пристојно облечен. Зборам 70 и 80 години, пошто не може тоа да се купи. Сега, бидејќи нормално беше од твоите да побараш барем еднаш два пати годишно 200-300 марки, да одам да си купам фармерки, греота дете, опуштете го име, бабки ми дадат 300 марки, ја за 25 у најефтиниот хотел таму, хотел Лидо, за корви и педери, ќе се сместев колку да преспијам и 250 марки ќе ги потрошев седнујење у играчници. Ќе најдев обично некоја скрол, она пукачина со некој вселенски брод, бев навлечен на тоа, Кока-кола, чоколадо и до ненормалност. Ти кој ќе се вратев вака као да сум се вратил од Кина наркоман, она бил она на опиум. Ете, тоа ми беше она што памтам. А јас се сеќавам, значи мајка ми вика оди купи бурек и симит. И ја идам да купам бурек и симит. Купам симит за незе, моите пари за бурек у флиперница. И ги играм, се враќам и ми вика кај ти е тебе? Ај, додека идам на кедом, ова го правам. Мрсен деве се. Се мрсам, викам го извав по пут. Ето, извини мамо. Извини мамо. А детево слабе е нешто. Вака рахитично и така работи. А јас се сеќавам дека годината беше 98, значи за тоа сум 100% сигурен, заради тоа што тогаш Ептен, знам точни детали дека комуницирав со шеф Сали од Skysoft, но претпоставам дека ефтини приказни на канал 103 беше 98, најверојатно тоа е почнало 97 година. Само на кратко, значи емисијата Ефтини приказни беше и порано, ама беше со сосема друг концепт и ја водеше мојата сопруга. Ја таму ја запознав, да, и таму ја оженив и кога ја оженив ја тргнав, али остана терминот. Терминот јас улетав и направив емисија дел за компјутери и дел за конзоли. И сега замисли што збориме на радио, еве исклучете овој и збориме за игри и ништо визуелно. Значи ја ќе пробам да ви доловам. Инаку за тие што не знаат, Радио 103 и уште функционира е најалтернативното радио во Македонија и мислам дека е единствено што постои. И таа година ги направивме и фудбалските надпревари алтернативни. После тоа дојдоа. Не, 98 е светското првенство. Така беше. Значи 97 започнавме со ефтини приказни. Значи што беше за компјутери. За компјутери беше и со Vigi доаѓаше заедно за гейминг, бидејќи Vigi покриваше PlayStation 5 тогаш првите игри. Со тоа што почна од тоа колку нешто да прочитам која игра што играме у моментот, ама се јавуваат луѓе имаат проблем. И почна како модемот. Ама толку некои проблеми беа. Знаеш што беше многу чести? Ја не беа голем познавач на компјутер. Ама некои работи толку се повторуваат често, да едноставно на памет и им диктира, викам, ај сега влези у модемот, ај се отвори, ај TCD, кликни го то, појма немав ни шо значи. Ја не сум, вие сте, стварно, ја пола сат овдека ве слушам како најавувате, ко да сум влегол на седница на хирурзи и електроничари и сега збора дводиференцијалот на 12-палачното конвертира. Шо зборат? Не сум до толку забеган, али стварно рчкав некои работи го почеток. Рачунам дека јас тој период бев, значи нели тазе поминав од конзола, односно од Commodore Nintendo Super Nintendo 7 Кажи мега. многу добиваш игри на емисијата наградни игри. Така е. Значи јас Јанко тогаш беше многу добар и уште е многу добар другар. Предпоставам со шеф Сале и со Дени од Дејан Билески од Skysoft. Да, тоа беа
Меѓу појаките и поснабдените CD-теки, ако се вика така, во Таа беше Македонија. Да. Skysoft беше top of the pop, Да. кога е прашање. Затоа што он имаше и сателитски даунлоуд, значи Значи сателитски се бавеа и има симнуваше да, игри, имаше све. првите пиратери и тоа беше главно. Значи геймингот се разви во Македонија благодарејќи на пиратери. Не само геймингот, значи Све, и компјутери, и учење. мислам програмирање, дизајн, да не зборам, кој имаше пари тоа да Знаеш, купи да пакет купи тамо. Photoshop, така е. Знаеш што беше разликата со другите CD-теки у тоа време и Skysoft? Што Зима од нив. Skysoft сите беа геймери. Така е, И да, у им беше Skysoft така. кога Е. влезеш да си направиш муабет, сите разбираат се. Тоа као видеотека, Знаеш, као као новото ви- филмче, Значи, Ама работата вие беше со пуштавте и на- Skysoft, Извини Горас, вие пуштавте на радио игри што беа Игра. за Commodore, за Commodore. Да, пуштавме За и Commodore. такви, да. Јас сега ги симињав. Значи, ги пуштавме точно е. Бидејќи игрите на Commodore идеа нели По на звук. Аудио трака. По звук. аудио лента, да, на касета, некои ги пуштавме, не имаше и такви, да можат луѓе да ги симнат. Кажи ми, стварно ти ја никогаш нема фидбек дали му успеало некој. Јас Како не? целата колекција што имам за Амстрад беше од вас пуштена на канал 103. Сериозно го кажам ова, мислам. Баш ми е мило Тогаш што- кога седите се уште работат, ќе ти ги пуштам, ако Слушај, сакаш да ги знаеш, Како од не, мој да аспект- слушаме човек, Данко. Од мој аспект Ајде дека ме дома е да многу слушаме чудно, малце игри. затоа што си мислиш дека знаеш, го работиш тоа што го работиш и у тој момент престанувам. После години човек се праша имало ли ефект, допрело ли до него и многу ми израдува. Еве го, значи ова сега што го гледаш, ова значи зборам тапетиве позади беџовиве фигурите е директно значи има врска со тоа што се дешава од тогаш конкретно од тебе, од Шеф Сале, од BMC Soft, од Од Eagle Miki, Soft, од Miki Cyber, Cyberspace. од Riversoft доле и Ајде од да, сите да го нишени. фатиме историјатот. Значи, почнувам некаде после ми паѓа еден Комодор во рака. Со него малце играм, неколку игри ги пробувам, но се започнува, поинтересното започнува со Амигата. Амигата ја користев како преведувач на филмови, заработував и слободното време играв игри. Тогаш на овие вакви дискети, како перничево твоеше тие. Со тоа што неколку игри ми оставија голем печаток, Another World, таа мислам дека може Како не, лесно да се најде. како не? Потоа може да се најде Cannon Fodder. Тоа е првата стратегија, click and point стратегија која се... Ќе ја видиме сега. Добро. И Додека Another- збораме Да, пеќе да, ги... не се ги реди. А, Ти ти само си живеј, живеј. само си живеј. Која? Cannon Fodder ќе Сега ја ќе пушти? видиме што е. Еве Another World. Да, ништо подготвено Ова го све имам- уживо. ова го имам и Ова јас. јади бурек вака како ја правиме. Ова- на братаци. Да. Another World е многу сугестивна игра, многу добра атмосфера има. Значи, Не почнуваше вака, али добро. Овој тип на игри сега моментално се прави нормално малце пософистицирано, али овој филм на графика и сега се протна. Сега е многу популарно. Сега е многу популарен уствари. Cannon Fodderот исто беше многу интересна таа е стратегија. Неколку војничиња ги носиш на Имам мисии. игра на тоа? Ги имаш играно? Имам игра на Cannon Fodder? Како И- да шуе. Не, И една од... Видиш ке знаеш. Да, Сега ќе видам. мора да се сетиш. Cannon Fodder е првата стратегија, едноставно имаш војници кои ги носиш од озгора Еве. од ваде. Еве ти ја Немам игра на. Но Cannon Fodder. Не, и колку тешки мисии имаше, ова кој запоминува, многу те навлекуваше. После ова дојде PC-то. PC-то веднаш првата работа што ме заинтересира тоа беа 3D игрите. Wolfensteinот го прерипав, отидов право на Дум. Думот, после Думот се надоврза Quake, Quake 2, Dim 2 и тука се полуде едноставно немаше колку игра збиење. ова луѓе. Ова беше 4 дискети. Абе, веруваш еве. дека на памет ги знам 4 овие, дискети. Да, 4 дискети. Пау, И кој ќе човече. се расвипеше третата, кълнеш све живо и Јас се сеќавам кога беше Думот, кој ќе пошто имавме направиш. мали хард дискови, а мене беше нели Думот можеш да инсталираш. И секое играње значи ја пакував у араја, нели за да ми имам Да, повеќе да, простор и пред да играм ја отпакував од араја. Тоу, Чекај сега да не ги заборам. Еве, што ми беше, што ме навлече мене Амигата, а го продолжив на Написи. на PC. Тоа е Елит. Елит игрите, Елит Frontier Цела и така серија. натаму. Тоа е ова е сега ако можеш да ја најдеш First Encounters. Тројката. Тоа е тројката. Не знам зошто, тројката ми се погоди со првиот развод што го имав и наместо да идам да пијам по кафани, да се дрогирам ко цел нормален свет и да бркам курви, ја
заглавив на ова и играв година дена. Значи година дена надградував, без чит, без ништо, година дена, не знам, стигнав до тој Пантер Клипер, до овакво, и ми фали оваа игра, повторно да играм, ми фали хардвер, значи ми фали сега еден компјутер, и сакам да направам еден компјутер, еве ти ме советуваш некаков емулатор да направам, ќе пробам тој емулатор. Кажи го, DOSBox. А ја спремам, имам еден хардверска, купив еден компјутер стар од Swiss Shop, негде од 2002-2003 конфигурација, добар за XP, ама 98-ца сакам да му ставам. Зошто? Има игри што не можам да ги играм никаде да ги најдам. Има неколку сега игри, како што се некои летачки авиони, сега не можам да се сетам како се викаат, а играа само на тоа. Потоа има од 98-цата заглавив на пар игри за возење. Test Drive 5-ката. Test Drive 5-ката, ја не знам што се случи, ама изгинав со неја. Мислам дека беше првата игра од Test Drive која што направи малце пософистицирано, да не биде онак пашено така стакла. Паралелно со ова, како што ми растеа децата си имаа PlayStation Cats. Добре. И ова е 5-ката бе? Ова е 5-ката. Леле, абе ти не знаеш, се возбудив што го гледам ова. Се возбудив што го гледам, а ова е, не знам, толку ме навлече. Не е нешто посебно, и графиката и све. Ама тоа време знаеш што е ова? Star Wars. Ама ја доскоро ја играв, додека не дојдов на 64. А знаеш дека има нова Elite Dangerous само што излезе пред некој месец? Знам, ама не ја укапирав, таа е чисто онлайн, мислам дека се игра. Да, цело време е онлайн. Вака изгледа. Да, јас сум соло играч. Мене ми треба да исклучам. Нема би сингл плеер мисија? Не, знаеш како, Јанко, без разлика што е онлайн, ти само треба да си онлайн. Иначе можеш да играш соло и да си... Ќе ја купам, не сум навлегол. Не сум навлегол, затоа што последно време ми се случи да го изгледа сега. Фантастично. Бидејќи игривоста тогаш беше катастрофа на нета дискета. Беше само со тоа што толку беше сугестивно у глава ти го правеше целиот филм. Ете тоа е моќта на играта у глава да те заврти. Она чим те рчне у мозок и пријатно. А децата за тоа време па ги гледам заглавија со Спиро, Dragon Spiro, заглавија со Crash Bandicoot. Crash Bandicoot ни сите PlayStation ни се промакна, стварно игра, ја ја игра на трките. Crash Bash Racing, како се викаше. Една од првите игри што уопште има ли нешто абер на овие, како се викаше компанијата што ги правеше? Naughty Dog. Прошлата недела директорот на Sony US се појави со мајца на Sony Experience со мајца Crash Bandicoot. И одма се расчуmbуваме, да, ќе прават ли, нема да прават, и сите, никој не негира ништо, сите кјутат. И најверојатно за четвртка ќе има... Јас глава сечам дека ќе направат ремейк на сите. Значи, од кецот до тројката, со сериите, со се. Ова е, ти не знаеш, па уживав, повеќе ги гледав децата, оти не можеш да дојдеш до джейстик. Али гледањето исто уживав. Поготово они беа способни, ептен добро се наоѓаат во. Ја продолжив во други работи, сега, знаеш, Горест има толку многу, мене ме завлекоа стратегиите, Command and Conquer, ја бев меѓу првите што почна да купува оригинали, бидејќи не толку многу се играше, да немав нерви, кога крак ќе ми падне или ќе... Знаеш што беше многу јако за Command and Conquer и обично за игрите тој период, пошто се симињаше преку модем, преку интернет и требаше многу време. Command and Conquer доаѓаше со real life снимени видеа. Значи, синематици. Па ги вадеа синематиците. И они устари, затоа беше CD-RIP. И ги вадеа синематиците. И јас ја завршив Command and Conquer најлегит, без ни еден синематик да гледам. И после некое време, прв пат стига и викам, што е ова? Таа игра ја купив онлайн, не како хард копи. Си ја даунлодирав 4 гига, 8 гига, плюс со апдейтите, вака сум седел со дено и 24 сата, чекав да ми се јака ти душа. Да, али уживањето беше фантастична работа. И, значи, мене, значи ти реков, Elite Frontier... Ова е по-нова, ова е нова него, ова е Command and Conquer, првата беше... Ова е четврката. Не, ова е, мислам дека Tiberian Sun е ова. Tiberian Sun. Или нешто ти е така. Command and Conquer беше по-бајбајер. Во меѓувреме, тебе почнав, пошто ти почна да искачаш, фрик беше и уште од времето, StarCraft
StarCraft, кецот не ја заиграв, али двојкава. Тоа е више ступ. Бе, леле, луѓе, мене знаете ли како ме пука јако? Умре. Леле, братчиња. Ова не го играв толку. А Дюн играше ли? Дюн ја играв. На Амига. Дюн е... Тоа е првата стратегија. Првата стратегија. Па, добро. Еве, проверете Тука дали се е и Канон Дюн и Warcraft Фодер, кац. дали е Канон Фодер прва или Дюн. Тоа не И знам. Дюн... Мислам дека режија може тоа да го направи Да, мислам дека и Warcraft Cats е многу близко со овие. Не сум сигурен точно. Не, Дюн. Може би да тоа што ја ги добив. Дюн е прва меѓу првите стратегии. Да. Она имаше напад на овие, да, многу интересно. Со црвите. Филмот. Па нели беше треба да градиш прво плочки, па врз плочките градби, инаку ти пропаѓаа градбите, па требаш да си ги поправаш. Дюн е првата, Дюн. Дюн е првата. Добро. Која година е, што вика? 92. А Канон Фодер? 93. Ујево. Неверојатно. Абе, 20 ми се век. загуби вече. Ама мислевме модерни. Да видиме дали Јанко играл Street Fighter. Играв Street Fighter на ова, ама не бев нешто посебно на тие тепачки. Омилен игра, претпоставам, беше Elite Dangerous или? Види се, вака, сложени се овие прашања, бидејќи едно е Сигурно се поиша, ама време немаше си истекнува. овакво, но мора пак си, знаеш, кој се во животот она што ти е сега у моментот. Има една приказна што ми се случи пред 3 години. Бидејќи бев неумерен во јадењето, ја бев едно 35 кила повеќе од ова. Се сеќаваме сите. Добро, фала ти. Успеав да ги исфрлам тие 35 кила благодарејќи на тоа што ми се случи. Во 2012 имав инфаркт. И додека се опоравував... Првиот дел на инфаркт. Затоа нема има втор. Нема фар. Нема втор И трет. што ти направи пач? Не. Кога се вратив дома, ми требаше нешто да фокусирам, осеќав, имав силна потреба да се фокусирам. Пред да ме пукне инфарктот, од еден мој колега купив страшна машина, компјутерска. Од Латес. Од Латес. Земав... Па нема друг фанатик таков за хардвер у Сител, Значи, мислам. земав... И не у Сител, него општо и низ не знам, Македонија, ја го имам запознаен на човекот и човекот онака за хардвер е Треба да го донесеш со него да прилично направиш софистициран. интервју. Може да. Мислам дека за хардвер е број Да, 1. за хардвер стварно се разбира дечкот. Еве шо процесор користам. X987. О, тоа е тогаш кога ти го дал. Првата Друг најбољи, генерација, да. седум одличен. Најдобриот од 12 прва гига, генерација. да. Еве и сега ми нудат 500 евра за тој процесор. Да го Ама ја не чувствувам со X590 со тоа што не чувствувам пад у перформанси за било што ја таа машина ја користам за се и се што. Не се. Значи доаѓам дома и сега ти треба да се фокусирам од стресот да излезам. Вентил бе? Вентил. Вентил. Значи како разводот прв со Elite Frontier. Разводот со срцето. Не со ова. Прво да се разведам од лоши емоции и лоша искрена. И Што го наоѓам испадиш? синовите, го наоѓам син ми, игра Mass Effect 3. Што е ова бе, викам? О, на што си се Чекај, ама гледај како го играм. Викам Mass Effect 3. Ми вика, дај ми го. А ми вика, абе, земи играја тројка, кецот ми вика. Не, викам, не, кој сега кец, двојка, тројка. Дај ми ја, викам да ја видам. Леле, викам, добра игра. Кога ја завршив, ја играв двојката, кога ја завршив двојката, го играв кецот, кога ги завршив све од почеток истите, све ова трае во 2 месеца. Значи, таков филм, значи Mass Effect, толку ме дојми, да, логото тука за игра онака логото на мојата емисија, Јади Бурек, как можеш да го најдеш, логото на мојата емисија многу ми навикаат дека е украдено, не е украдено. Тоа е трибјут на Mass Effect. Значи имаш чати одлично на паци. Mass Effect е Mass Effect толку ме дојми, стварно е револуција. И јас сега со сите пачови, со сите онага све изиграв, прв пат толку аналитички да изиграм една игра, со тоа што сега седам, ништо не ми се игра, ништо не ми се фаќа, чекам новата. Андромеда. Добро, имаш време за играње сега? Немам време за играње, за некоја сериозна игра да на пуштам. таблет нешто на шолја? Не, играм, знаеш ли што, Armor Games ми се многу заебани.
ќе ми се појави оние реклами некоја и ај ќе ја кликнам. И кога ќе се фатам сум поминал 6 дена. Некој зомби. Сега заглавив. Игра, една глупа игра, па има таму некој... Нешто е најако, дека тие неглупи не многу време зимаат бедам. Има една колку глупа игра, ти не знаеш се фати, вика, глупа игра, трендо ја става, вика, еве ви глупа игра, ја глупа игра, ја гледам играм 2 месеца. Играта што е? Мини зомбиња, а ти си големи и ги гази со чизма. И кликаш. Глупости. Добро прашање. Сега заглавив со King of Towers. Аха. На Arbor Games. Година и нешто ја играм. Ама чекам нешто од StarCraft, чекам од тебе чув дека нешто ново. StarCraft излезе последната пред 2 месеци. Пред месец дена. Последната завршувањето на приказната за StarCraft, значи Добро. the final. Добро. Ја завршија сега. И значи излезе како како Што аниме како тука патче или Не, како експанзија за двојката. А експанзија за двојката. Значи двојката ова е трета Значи, експанзија на двојката. Добро, ја двојката имам оригинално, значи ова ти треба да си ја добавам. Оваа ти треба експанзија, Така? ова ти е Hearts of the Swarm. Hearts Тоа of ти the е со Swarm. Kerrigan, Ја имам односно, таа, значи да. тоа Ја и имам и следната е таа. Void of the Ама треба да имам инсталирано. Legacy of the Void. Да. Па нема врска тоа кога ти Да, сега не, треба да нема ги има. нема врска тоа. Значи треба да имаш Standalone само ли купено. е? Да, значи ти кога си минеш Готово. едната сите си минја заедно. Вечер купено. Ете, тоа ти е. И да Картица знаеш, тај. знаеш, значи на моменти, Добро. ја тоа си седам баш им пишев на нив двајца кога почнав да играм. Викам, дечки, вие Blizzard се ненормални, значи играш, го гледаш синематика однатре и срцето ти игра, човече, си викаш, кој ги режира овие бе? Кој ги режира овие работи? Све е тоа во ред. Али мојве ќе се мрднат дома за ова занати док што го спомнавте. Да. За Crash Bandicoot? За Crash Bandicoot. Значи, веруваш ли дека со години барам, се обидувам, не можам на eBay да купам, да им ја купам куклата. Треба да кажеш, Sonic им ќе го земав најдов сега, се. бев на Gamescom, знаеш како ги работиме? Следната година го кидам. До година здрави. Прашање имаше на многу интересно, дај да го дзирнеме, значи вика вака. Дали би дозволил на неговите деца доколку се желни да бидат прогеймери или тој од оние старомодни родители кои се против тоа? Види, потполно се слободни да прават што сакаат. Едниот сега ќе почне да работи во FX3X за филмови е влезен, така да Што геймингот работи на 3D? само што Така, заврши информатика ќе иде во 3D. Добро, 3D. супер. Инаку Браво. про геймери Добро, че бля. нема проблем што да одберат. Супер. Глуп е оној родител ако мисли дека може да го усмери детето. Дете можеш само да го следиш и да го сакаш. Можеш да го советуваш максимално. Профи. Ништо друго, бидејќи ако е геймер про, пази, тоа е веќе Така. болно, тоа не можеш да го спречиш. О. Тој ќе побегне од дома и ќе го немаш Така е, никаде. така е. Порно, Ни таму, ни тука. види со него. Ова не сум сигурен. Прашање какав му е синот што на времето правеше многу добри филмови на негова возраст. Тој има 18 години, Максим се вика. Што филмови? Има, значи, он има 3-4 филма направено, кратки филмови, слушам, јас да знам. ми се, ти како актер, може би треба да ги знаеш овие од Академијата за филм, визуелна уметност, како се вика? Од Есра? Од Есра. Таму студира бе? Не, се го утепа од молење да иде таму да студира. Твои колеги, режисери, актери ми се јавуваат дома. Шеска. Детево е жив талент, али не го А он интересува. чеки, како си ги правеше филмовите? Сам Сам си ги снима? Сам Има ги на снима. YouTube? И има. Жив Максим Студиос. Како Максим Студиос? Дечки, Ама збориме седмо оделение, бе, тоа е толку. Нема врска. Ама ја не знам. Нема појма. Пази се, ја као татко ќе викаме и супер ми е. Ама тоа поминало многу добро. Не знам. Не знаеш, човече. Сега ми се јави овие, али не, он завршува економија, него пари го интересираат сега. Ово, она сака човекот да заработи. Актерство, поише во актерство, 2 години идеше, Нема болја професија, бе. Нема болја професија, бе, Јанко. Нема болја. Го батали и тоа, вика нема многу пари у тоа. Нема вака жена ми гледа, чешки ме остае. Ја уште ја лажам дека е пуно кеш има. Слушај, пуно кеш. ја и ти сме жив доказ дека можеш да бидеш геймер Можеш, бе, и да можеш. имаш добри женски. Знаеш мене како ме знаат? Добро се ожени. Не само тоа, него вика гора За за вас не знам. Они се геи само, без мери. Без мери се они. Немој да не брукате убави жени. Види, да јас мажете. знаеш зашо важам? Јас важам за најдобриот геймер меѓу глумците и за најдобриот глумец меѓу геймерите. Така да, чао, пријатно. Тоа е точно. Златна средина се вика тоа. Commodore 64, ZX Spectrum или MSX? C64 да,
C64 и тоа со касета, и тоа со местење на Со азимут. штелување главе, штелување главе со што ти рече. Леле, кога го видов прв пат хард дискот на Мига, абе седе вака, мислам вака лига ми течеше. Не можев да се Комодор мрдне. имаше така, а дискетар имаше. Тоа за мене беше онака као за дискетар за Комодоре на. Пошто имаше нели Немав дискетар, значи на касета бев. На јас имав касета и дискетар се збореше тогаш као сега на пример да зборам за Титаниум графичка некоја не знам каква, така ми беше и тоа што. World of Warcraft го утнав. Извини, WoW. World of Warcraft го утнав и заглавив на ова, бидејќи World of Warcraft е нели сложена игра, не влегов во нејзе, не знам зошто. А King of Towers е нешто слично, само као цртан филм направено од тоа. И сега сваќам, ако ја на ова Arbor Games King of Towers вака заглавив, мене сега ми е јасна психологијата на геймерите, бидејќи у серии како Stargate збореше ова емисија. Stargate Universe па почна со тоа што овој го му бапна го реши шефронот телевизија го реши. Не дај Боже ако те фукне пак инфаркт, следна игра што треба да загледаш е WoW. Мислам тоа ќе не, ќе биде следно белја. Слушај, кој ќе правам сунет, после кој ќе се средувам, вакво ќе играм оваа новата Mass Effect Andromeda. Значи верувај, WoW е едно, значи World of Warcraft, мене ми е едно од најубавите геймерски искуства што би го посакал на секој човек што сака игри. Не, добро, тоа е веќе посебна емисија, треба да се... Зборам за, значи, види, тоа е зборам како гейминг чувство, ве како што ти збори за Mass Effect, за ова зона, едноставно ти пружа онакви работи неверојатни чувства. Душиче, бе, вика, зошто престанав со емисија ефтини приказни за компјутери и конзоли. Зашо бе, Јанко? Си отида од 100 тројка тогаш? Ти избрка? Да. Така беше. На многу голема жал на нас. Шурбе и Мирко ја презедоа тогаш 100 тројка. И 100 тројка се претвори у едно дувло на џанаци, си праќа, па не, испраќаа сигнали, на пример си кажува еј, вечер таму пуштаме музика, а на крајот на шанкот даваме апој, бидејќи оваа музика... Толку транспарентно? Значи, да не можете да не можете да ја разберете оваа музика ако не земете нешто. А тоа што треба да го земете на шанк таму овона. Знаеш ли кога си отидов од 100 тројка? Еве сега ќе ти кажам. Значи доаѓам на емисија во сабота да правиме ефтини приказни. Сабота од 6. Да, од 4 до 6. И влегувам во студиото. Во студиото има една огромна зелена маса и стакло. Целата маса и стаклото беа испрскани со повраќаница. Значи, бидејќи они знаеа да се затворат, дел од колегите знаеа да се затворат и се рока кој увена, кој овакво. И да, овердозирање, не бе најсериозно, јас сум го кажал на телевизија, сори се. И затвори врата и излегов и никогаш не се врати. Ја сам дека се било лошо. Слушай, Имаш ли Кемпстон? Джойстик, Кемпстон. Каков джойстик сакаш? Кемпстон. Само со две копчиња со топчиња. Браво. Не, фрли, не. Сингл копчиња тоа. Не знае за Кемпстон. Само тоа, не знам што е тоа. Не знаеш. Најмал. Ај пиши джойстик Кемпстон и пушти на слика да го научиме малиов. Можно да имаме, ама не знаем. Дечко, јас сум софистициран дечко. Плюса, слушай, реално беше дека не можеш веќе на радио да правиш емисија за... Добро, тогаш и телевизијата се крена. Тоа беше почна и се сеќавам Мики Сайбер, Сител Cyberspace на Сител. Тоа беше првата телевизија. Гојам горе. Наврати. Гојам горе. Значи го земав од тука за да го уклучам на Рамсмени пајот. Легендари е овој, да знаеш. $10 USB на Амазон го идам. Значи USB. Не, овие стари вес сега коштаат ако најдеш unbox $20. Оригинал. $20. Колекционери правиме муа. Да видиме. Ме интересира како геймер дали некогаш Јанко ќе ги поканиш гилга екипа кај тебе во емисија ќе направиме емисија доколку тоа тебе во Македонија се појаче сцена за гейминг. Па ја бев кај Јанко емисија ако се сеќавате. Ама одамна беше. Не се гледа, тоа беше многу битен момент, тогаш правевме зборевме дека ќе го правиш ова. Не само тоа, него правевме краудфандинг.
Значи Кампања, барате пари. да, И барате уствари преку пари. тебе ја промовиравме, го Так промовиравме беше По тоа. секое време. И фала Богу, секое репризија време. тогаш имаше секојаш Двајца можам да примам. Вие сте боле студио од мене. Ја можам само двајца гости. Вие можете овдека уште еден. Имаме, значи имаме петорица. тука скроз. Ја не можам. Овако. Конкур Lineage не, ништо. Кажи ми друго. се, треба ли да правиме? Треба ли да помогнам? Не е лошо. Знаеш, ствари, ќе правиме која ќе дојде Кога ќе има, Андромеда. така, кога ќе има зошто, А ова што го утнав со Starcraft. вечер ќе се коригираш. Значи вечер имаш Тека две знаеш работи. да. Blizzard Store, Battle.net, Blizzard Store, Имаш, добар значи, ден. Dosbox е една работа и една работа ти е тоа. И не е ни скупи играта, бе. Колку е? 30 евра. Леле, 20 ей, евра. луѓе, леле, нема да си идам, мене ми ова боле него на јади бурек. Да не видиме. Види за што Дали правам, знаеш што е Counter Strike? Предпоставам. Како не, знаеш. како не. И? Не го играв јас, многу, децава Деца го игра. игра, децава се од корна од играње, морав да, значи, А како добро, да кажи ти ми, кажам, ме интересира. мораш да се повлечеш малце и да им оставиш нив Ме простор. интересира ова, значи, пошто ти кога водеше, кога го правиш ефтини приказни, немаше деца, односно, не знам, имаше, немаш? Имав, Немаш. имав, Имаше. имав. Да? Имав. Добро. Рецим. Ама ти беше онака ептен фокусиран играше, значи сериозно си играше со такви работи. Сега твоите деца кога игри, имаше фрки по дома, не знам, школа, не знам, играј, не играј, остај тоа игрите. Не. Ваму таму такви Не, работи. не, Ти се не. погодија децата? Не, Од кај ги набави рамо не, се? да ти кажам. Дај, Да ти кажам, таа заврши работа, сопругата ми е многу смирена по личност и многу фокусирана Како среќа. кога ги воспитува. А идеме со воспитување на обратно, значи нема не. Кога решија, моите деца се вегани и се хранат поздраво него било која, да. Не вегани заради идеологија, Добро, него заради квалитет. заради квалитет. Вежбаат, спортуваат, јога, 300 чуда А од свет, татко им е се духовни стигна се, до тоа, ништо немаат од мене, фала Богу, ја деци ги чувам како своји. Туку, што со те што растеа на Макдоналдс? Никогаш не бране. Сакаш Макдоналдс? Да. Еве у Макдоналдс. Еднаш неделно, 2 пати, 5 пати, нема проблем. Го прејадоа, го оставија. Да. Сакате благо, еве ви благо. Нема проблем. Го прејадоа, го Добар, оставија. добар Значи, момент не, уствари, многу е психолошки им ризичен. благаш. Многу е ризичен. Значи ништо Па нормално, да била жена да- ти малце поза нигде, ќе А, отише на Тоа килите. сигурно. Значи, што е штосот? Ако му кочиш, он ќе наоѓа отпор прво ќе има и ќе се тера да го грабне за тоа. Њутнов закон. Немој се отпор. Акција на реакција, не, на не, реакцијата, не, на не, акцијата, не. на реакција. Тоа е резултат на умор. Бев уморен и Благодарам. сакав да го цитирам Матрикс филмот, каде што му вика every action has an equal and opposite reaction. Ja, attraction, my Ти знаеш што сакаш да reaction ми кажеш? се прави овакво, за разлика од сите тие што Њутнов коментира, закон требаше, акција, ја реакција. ги, ама знам ја го Њутновиот знак. Не, јасно ми беше Ја се, идам, ама ја викам- идам на часови по астрономија. За разлика од нив, ја знам што е. Они не ни знаат што е Њутнов закон, Џони. Ја Њутон и го имам оригиналот Значи, дома. чиста работа. Сакам да ти кажам. Што чисти поише окочи, замор, што го поише ќе тегне. Види, се работи за склепна, преклопувам. Плюс тоа, ја не работам со текстови. Ја импровизирам у моментот дошло. И как нешто. Ама ти уште збори за тоа. Не беа за син ти прошна да зборам за воспитувањето, ме интересираше. Ме интересира, Јанко, имаш представа за e-спорт сценава, што се дешава у светов, турнири, што се играат, колку пари, овона си чул нешто вака, запознаен си со тоа? Не, али зошто кога ми збориш, мене ми излезе чемпионшип менеджер фудбалскиот кој умрев играјки. Абе таа игра не можам да ја прежалам. Колку кошташе Дота последниот? 18 милиони 18. долари. Поделија? Не, Прво место 18 поделија 5,7 милиони. петорица Појма луѓе. души. Појма нема. Знаеш колку Дали кошта? знаеш дека гледам. имаме македонецот Свети Николе, дете 20 годишно, кој што најдобар играч во Дота. Во свет. Појма немам. Децава мои знаат за Дота, они се тоа, ја не До таму е знам. стигнало. А уште кога ми рековте дека ID софтвер наш човек го држи, ја дека ќе се Да, ќе потонев. Владко. Владко Георгиев. Владко Георгиев, CEO на Bethesda. Бетезда. Дали информирам околу представи? Бетезда. Бетезда. Чекај, Си играл. Бетезда, Си чекај, играл. не, едно од првите на Бетезда ми е Терминатор. Аха. Не ни знае дека Барај Bethesda. Бетезда Терминатор. Не се сеќам ништо. Ао, луѓе, 3D игра, покачина, first person shooter, ама со тоа влегување, отварање фиоки. Прв пат. Ја не се сеќам на тоа. Леле, ако го најдеш Deus тоа. Ex? Ама Ау. Deus Ex беше на Чекај, дали се викаше Терминатор или се викаше Judgment Day?
Еве ја! Браво, царе! Како ви се вика Малиов овде? Паци, бе? Паци, браво. Легенда Закон. ходајуча. Закон. Луѓе, ова нема... Ова е на Бетезда, бе, паци, стварно? Ова е на Бетезда. Ујеботе, ја немав поим. Е... За мене на Бетезда прва игра што се запознав Леле, беше која Fallout. година е, кажи ми? Ја Fallout е првата игра од Бетезда што јас ја знам уствари. Ама не знам дека, да. Elder Scrolls, бе, Elder бате, Scrolls, бе, бе, човече. Elder Scrolls, бе, Не играв, не играв. А у Elder Scrolls и да Не, се не. уште. Не, ништо. 95-та година. Ујеботе. Сега, дали ти е јасно зошто ќе правам машина 98-ица? Сакам пак да ги изиграм. Ја пак ти овие кажем. Пред вториот Ама ја инфаркт, пак ќе ти кажам. пак да ги Ти треба изиграм само овие. човек што ќе те упати за да си ставиш 98-ица на постоечката. Ама- Секојаш има некој Таа пак машина- околу што рече приескати со звучните карти и подешленje, нема шанси. Ама ако правиш више околу Брат, 2000 остаje до година тоа машина, корист. без вуду петка джабе. Те него тоа за дос. И немам така. вуду. Без вуду петка немаш. Не, не, значи, стварно не бидемо управо од си. 2000 година ако Вуду бидеш петка. без вуду петка. Може ли да Вуду, најдам бате. негде вуду? Чекај, Чекај, да ама вуду пушти тројка пак. што му фали? Па не вуду петката беше најака 2000 Вуду година. петката беше Беше исто. со Беше две графички. компатибилна со сите. Вуду да. петката беше Две графички во една. беше Да. графичката која што ги потона 3DFX. Што ги уништи. Ама беше најака Вуду графичка. петка, нема врска брат. Значи еве. Еве ги, еве ги. Ама ова е првата. Ова е на Прва. Diamond, ова е Вуду, Ова е ова е Вуду Кет. Кет. Последно ми беше 750 вуду марки. банши. Сега ќе ви кажам дечки, значи гледате. 1250 марки. Не, 1250 добро, марки. значи мене што ми се дешава. Одам во Америка. Може ли да се најде ова? Има, Колекционери има, сигурно. има. Абе, ајде сега, ви ќе дојдеш кај мене На ова емисија ќе Ромкон, збориш. на Ромкон и дечки, на Абе, јас сум Ромкон за горе. интервју, не ти. Слушај, овако, идам во Се Америка, напали. ама не, идам во Америка, тогаш беше времето кога се киснеше на Skype конференции се правеа. Аха, Ти, шеф Сале. Не на Skype, на Мирц. На Мирц. Не на Мирц, на ICQ. Не. На ICQ. На Абе, Ирц, 100%. на Мирц. И идам у Америка и татко ми вика колку пари ти требаат таму. И ја викам $400 за месец дена. И он ми вика повели и јас доаѓам, слетувам, преспивам и утреден одам во Best Buy и купувам Voodoo двојка на Diamond за $390. Има ли сега да се најде тој хардвер да се купи за... Има колекционери во држава сигурно што чуваат, ама дали сакаат да го продадат? Го има, знаеш ли каде? На Ромкон. Ама може нема ли да работи, глајдот, изгорени. глајдот на појака карта да се користи Бе си како... работи све тоа. Све си работи, Све си да, работи тоа. Бе, тоа е стар код кој што сега сите графички карти им е смешно да го користат. Срами ми. Значи викаш, ако ставам 98-ица, драбе ми ако немам вуду. Не ми се верува. Не, тој така се зафркава пошто нема да биде Не, вистинска 90. Нема. Леле, тогаш прв пат кога го видов Порачи си од Дибе една вуду што има врска. Само на што ќе уклучиш? двојката на вуду. Вау. Не, Адрио, веј кеца. турнамент на Не. Тоа кога го видов кај... Вака ти изгледаш? Да. Ова кога го видов на кај шеф кај Ускајсофт. Чирак. Ускајсо. Јас кај Со Чирак шеф од Skysoft ја видов прв пат GL Quake. Уствари тој Cats Quake-от. Леле како изгледаше, се мрднав Со тогаш. OpenGL поддршка. Се мрднав. да. А деца дома плачат, нема за јадење, жена нема Ама секс, душата нема пуна. ништо. Али мене Душата кефот. пуна. што да ти кажам. Го раздали ви е целта да одите на ТВ или сте задоволни вака. Ки идат на тебе, ја ќе пробам да ги ставам на... Ние сме пресрекни на сите Twitch, тројка. али мислам дека има грешка во ова прашањето, јас сум со СТ, не сум со ЗД. Нема да идам на премиера. Дали? Кај Значи имам карта утре за предпремиера. Ние ќе одиме. На Ако предпремиера. се бојрум. Не. Ќе остари се види. Значи, вака. Како да ви Брише, да ви објаснам? Так. Ако идам на предпремиера на Star Wars, ќе треба да ги чекам вашите реакции, позитивни и негативни. Сакам Све ќе ти кажем. Значи не. Ќе Не цела ми ова кажи, емисија нема и проблем. ќе почнам Не, спойлер не, на не. цела Македонија Не, ќе кажам. Ама ја немам проблем со спойлер, ја можем и да изгледам. Мене ми е у кино кој ќе си отидам, ја ќе отидам у понеделник кој ќе издише се. Прва таму негде кај утринско кино негде у 1 сат, поручек, сам ќе си влезам и али ќе издржам. Толку години чекав, ќе издржам уште 5 Кажи ми, во играчници одеше? Одев многу. Во кој ти текнува ли? Не, во овие компјутерски играчи. Компјутерски? Не. Во не, Skysoft не одеше? Не. Соло сум ја играч, ја сакав first person или А стратегија и флиперници сам да точно што играм. ги текнуваш? А флиперници Кај нас у Скопје зборам. немаше кај нас добри. Иде в устранство да играм. Иде в устранство. Не Ја у- текна ни едно тоа Абе, едно? човече, ти не знаеш, ја у Лондон кога прв пат отидов
И У флиперница. гледам ово, не ми текна на флиперница, ме фасцинираше музички инструменти, има бенд тогаш Психо, да купам ова, да купам она, Макдоналдс, Макдоналдс! Сендвич! И одеднаш од страна гледам, знаеш, залака Храна, игри. и све гейм. И онака све паѓа од тебе, влегуеш и само полис офисер негде навечер. Мистер Илковски, да, се јави од хотелот, твоите родители загрижени, јас сум останал 12, али игри со се сите оние, значи сега возење мотор, ставе на мотор, авион стои, не она што ги добиваме ние изделкани не Бутлег, да, онака цел аркейд. Неверојатно, тие аркадни играчници беа страшно изгледаше. Кажи ми, си пробал виртуелна реалност некад? Односно некој да виеш лемовите, тантараманта. Би сакал да купам, би сакал нешто да купам, ама знаеш што ми треба? Ми треба да можам да биде HD, да можам и да си гледам телевизија и филмови и Blu-ray и играње. Тогаш ќе купам и ќе вложам многу пари во Значи тоа. сега за гледање на филмови у HD, тоа е веќе постојано. Сега уствари тоа што стига е да може да си гледаш вака, значи со гиро на него, со сите нишани, да можеш како што вртиш така да си гледаш виртуелен свет. Не, тоа ми е познато Така да, мене. тоа е Туку- next step, а друго, да? Не, апсолутно се согласувам. Ама ми Има бе на Sony таков за гледање визир? Абе, слаба е резолуцијата бе. Full HD. Не, Имавме тука. Го пробавте? пробавме Али го пробавте? Сега излезе нова серија Бежиченше. Се Лудило. wireless. Значи го ставаш, си легнеш и брат ќе Колку гледаш кошта се тоа? што сакаш. Околу 1000 евра. Да. 1000 950 евра. 1000 200 долари. ќе му се 900 јавам. долари. Ќе му се јавам на Груевски сега да уклучи бойлерот. Груевски, ај уклучи бойлерот и пушти 1000 едно. Па и навака пуштете Кој ако даеш немате две, проблем. две, Вие Значи, кај зајав, значи, вие кај да кажам, зајав. дечки, не бе, ние сме некои за нигде, човече, нешто не постојат. Али нас ни треба Добро, да ви тебе, кажем, у да ви кажем, у микрофони дом, ни требаат, микрофони и камера, ништо друго не ни треба. Камера, Не, дечки, камера, па веќе да, спомна може. Јанко, ве молам за сите што не поддржувате, кликнете subscribe, тоа се 250 денари месечно е на копчето и од тие 250 ние ќе добиеме 100, али сепак помага. Али? Колку толку си Колку помага, толку. знае. И фали на тие што се редовни сабскрајбери. Вау, прилично ова доста прашање излегува, а? Рачунај дека паци ги филтрира и не може да постигне, предпоставувам. Стварно? Да. Има интерес? Може да го видиш Еј, супер, поздрав до геймерите. Пушти го чатот да види како изгледа само, можеш? Не, преферирам сите. Аха, не мислев Нека чатот само да го гледам, види, да го види Јанко како изгледа чатот од страна. Еди. Аха, добро. Овакво, така да, тоа е тоа. Не знам, ја те прашав све што имав, дали ти си кажа све што имаше да кажеш? Не. Повеќе. Само да земам згода на кафе, едно буре, Бойлер. бойлера да го земам. Види, Да не има акција на Јас, реакција. мене кога се сеќам кога почнаме да правиме емисијава и кога почнаме да правиме концепти, секогаш кога ќе спомневме гости, секогаш правиме муабет за тебе како еден од најбитните луѓе кои што воопшто го промовираше геймингот во Македонија. Не, ти Колку имаш и да поише тоа- направено, Џони. Колку и да тоа. Ти и Виджи имате Ама- поише види, направено. ама види, тоа е значи резултат на тоа. Јас тогаш сум се хранел со тебе, со Виджи, со Саре од Skysoft, со Денис, со Види, сите не тие можам да пријатели. земам кредит. Ја у моментот сум го правил, не ти сум мислел дека правам нешто. Ми било интерес, сум Добро го правил, бе, не е зашто, тоа е било чувство, тоа било чувство кое што испаднало дека после тоа. Сега гледаш дека Види, оставило трага значи, кај тој некого, тип- мене тој ми е тип- драго, еве кај него. Значи Ти види, не знаеш што тој ми тип значи го ова што он ми го канализираше, каже. тој тип го канализираше, не знам, овој кажи го Стив Џобс. Сигнал игри под радио, човече, не ми се веруе. Абе, Стив Џобс, значи братчето го канализираше и викаше ова ќе се вика подкаст. Кај што вие ќе зборите за игри, за Да, компјутери, да. за ова зона. Следно беше Twitch, ова што ние го правиме, само што добиваме слика. Да, И колку тоа е тоа. ментално е тоа уствари дека е така, баш така. Значи, дека нема, Стив ја- Џобс направи подкаст и Значи, направи ништо не направи. Него зема да ти рече, знаеш ова подкаст ќе биде. Он знаеше, не, он знаеше само што направи. Направи апликација која Да. што ќе може да ги броуза радио емисиите кои што се веќе снимени негде. И тоа беше тоа, ништо друго. И Значи пошто беше ништо. на iPod, го крстија подкаст. И од тогаш подкаст стана синоним за нешто што се дава на интернет што се емитува и ние го гледаме. геймингот ми помогна у животот и како младич да утепам време, да се забавувам. Ми помогна да се фокусирам во бракот, наместо да идам по кафани и да пијам со другари. Останував дома, жена ми среќна беше, не ми се даваа пари и стварно така го откачив и алкохолот и изгубив многу пријатели, прекрасни луѓе, затоа што не пијам, ама тоа е тоа.
играм игри. И ми е сигурно во старост дека еден ден, кога ќе остарам многу, а ќе остарам сигурно, и ќе останам можеби у некој дом, не ми е гајле. Откако ќе те клонира, Само да ми дадат добар интернет, компјутер Да си седиш. и пензијата да си купувам игрици, да си даунлоадирам. ти знаеш дека јас Значи, пак ќе си дојдеш на тоа дека друштво се, чачка мозок, добра забава, интерактивно е, не те прави полош човек играњето. Стварно не знам зошто не те прави. имавме статија Ја не можам да видам играч дека направил нешто лошо или се. Пази се, ја имам Освен емисија која е политичка, која е социолошка, која е социјална и сите овие работи ја морам да ги обзервирам од многу аспекти. Значи, ја мислам дека светот би бил многу подобро место за сите играат живење игри. кога сите би играли игри. Знаеш ли кога ми беше мене најдраго? Сетете се у моментот 90-ти години, почеток на 90-ти, средина на 90-ти, кога експлодира на сите пазари по маркети, се продаваше Тетрис. Тетрис гемчиња, Значи, гемчиња. ја не знам по-голема масовност на гемчиња. И тоа беше прекрасно. Луѓе играат Тетрис, а Тетрис чачка мозок, дига интелигенција. Имавме тема пред 2-3 емисии, значи истражување тако онака длабинско за геймингот, конкретно како функционира на мозокот. И се воспостави дека луѓето што играат игри се многу подобри за мултитаскинг, многу подобри социјални фаци. Значи не е она програмери затоца, не, него рашира на сите страни. И еден куп други работи што Да им ги одговорам збориш. на луѓето, Red Ајде. Dead и GTA не сум играл. Не, тоа е поново. Zeus не сум играл. 21 век игра ми е Mass Effect и StarCraft. Иако ова Queen of the Swarm не ме завлече толку колку оваа другава. За која? За Heart of Heart of the Swarm? За втората експанзија? Втората експанзија не ме завлече толку. StarCraft. Јас знаеш што би ти она. препорачал тебе. А во 20 век морам да признам дека ID Software ги обележа. Значи крај на 20 век е ID Software. Играше да Карантин не се Quake. лажеме. Quake-от и Doom се Играше ли ти, кажи ми, луѓе, у овој момент извини што те сечам. Морам ова да го Слободно. кажам. Значи IDDQD и IDDQF влегоа дури и у песна. Горан Трајковски од Анастазија и од Мизар. Во Мизар, еден од последните албуми, кога пее IDDQD, што значи IDDQF, IDQD? тоа е безсмртноста и безконечно Иде да куде, бе, што Иде е да за... куде, Ау, за пасвордите, бе! Значи, најдете го Иде албумот. КФА и иде да куде. Да. Па да византи од Мизар. Од Мизар, Terrible Beauty is Born се вика Стварно? албумот. На албумот ја пее и у еден момент го пее тоа. Готра е лут. Готре е лут, ама тоа е вази у еден аспект геймингот колку е тоа. Што да стримам? Ова што ние го правиме сега. Да не разбирам. играш игри на интернет. Мислам да играш игри лайв. А да играм игри? Не, многу сум лош бидејќи сум соло, али ќе ме научите. Знаеш што ќе ме навлече? Ова што ми го спомна за Elite Dangerous. Бидејќи Elite Dangerous на една касета, ако ја завлече некој, значи ја имаш цела галаксија и неколку милиони сончеви системи, бесконечно. Значи Исто сега само нелинеарна поголем. игра е. Не сега целиот универзум мапуван, што го имаме Ама снимано, вистинска, е вистинска рекреиран, а се што е понатаму што немаме видено со телескопи или со сателити, само се креира. се процедурално генерира. Значи се креира. Знаеш што се плашам? Се плашам да не ме разочара у комплицираноста наспроти едноставноста која имаше овде брзо се капираше. Затоа што не може, затоа што тој дизајн што беше во првата игра Така е. и во последната. Тоа што те навлекло во првата е потполно исто и во последната. Морам да признам дека секогаш за игрите постои еден страв дали би фала за совет, Fallout и Skyrim, дали знаеш она, па не знам ја оваа игра, па не знам дали треба, па не треба. Знаеш, геймерите ќе се навлечеме на неколку игри и тоа ни станува религија кај луѓе, знае. И многу тешко се широко отворени како вие што сте за све. Кај вас нема лимит. Да, имаат време, Јанко. Имаат време, другарче. Има човек што само теоретски знае. Ми се свиѓа. Има некој што ги игра работите, а има некој што ги чита На само. свет не стаи сега, фала. Па имате време, човече. Ама имате време. Слушај, Слушај, дечки, значи вам ви се исплати прво да земете
бидејќи уживате у ова, да измислите временска машина. И, значи, Добро, окей. 24 и стварно да се враќате Groundhog Day и сега 24 сата ќе си играм. Во 24 сата ќе си играш ова, а не старееш, а времето ти помине. Ама ти имаш контрола кога да застане Groundhog Day, кога ќе ти снема игри, да помина 20 години, па пак да го направиш. Да, па пак да си го направиш, да си изиграш. Многу добро ми тека. Како си го Јавете му се Спилберг. Како апликација за мобилен. Ај сега Слушај, играм. кој е тоа не одучам клавир да свирам? Не знам. клавир да свирам. Не знам, браче. А ја ако има игра Ово и за клавир може ќе ти се некоја женска да ја фасцинираш. Дали Јанко има некојаш на хори на пење? Како не бре човече? Да, Златно Славич, да. И у бендот. Не, ама се дружеше со Сенко и со Готрио, таму му е влезен. И Republic е игра која никогаш не сум ја играл, но многу ја поддржувам, стално ми се јавуваат: "Јанко, Македонија е нападната, помагај!" И ја одма у емисија: "Македонија е нападната, еве ви линкот, помогнете им." Значи, Republic е политичка игра, Како ризик нешто или како не? ризико онлайн, да. На Facebook. Да. Затоа не знам. И стално грците, се тепаме со грците, кои ќе има овакво. Да беше тешко за фаќање женски, што беше геймер во тоа. Се оженив, ја фатив најубавата у 103. Бев геймер дур се оженам и после батари. Ми помогна тоа. Во добро. принцип геймер си стално. Да. Само дали имаш време. Имав среќа, знаеш, малце пара заработив, оти бев дисџокеј. Може малце шминкер да бидам, да фасцинирам жена кој што фасцинирав, иначе као геймер тешко дека ќе успеам. Тешко. Па мисли моја Данко. Геймингот Зашто сега е имате да другата. играат игри? Он е барем диџеј. Не бев никогаш диџеј, јас само пуштав музика во радио. Не најбољи другари. Need for Speed скоро све имам играно. Леле, можеш да најдеш играно. паци од Need for Speed Kids брат видео, те мола, Need for јако ме Speed, пука тоа. најмногу што Road имам, Track се вика Need for Speed, да значи, знаеш. да му одговорам, Need for Speed најмногу што имам играно е Porsche Unleashed. Леле, најдобрата. Нели? Нема поја, нема Нели? поја. Најдобрата Нели? Need for Speed. Абе уживам. Дефинитивно. Ја викам сега да сум мултимилиардер, ќе им платам истата игра само Графички да се. Графички ми какви средни. полути се Јанко ја направија тогаш. Таа И ништо не еволуцијата може- и беше ништо не може да направиш. После фантастична. тоа, Ние да се што направија беше најлошо усвоено. Најлошо, Да. освен таа на критерија. Е, Да, добро, но тоа е, знаеш, друг филм више. не знам за GTA 5, поздрав до Охрид. Што е твојот совет за зависта од гейминг, како да почнеш да правиш други работи освен гейминг? Дечки, О, јебать. види, многу е ризично. Имав еден психијатар кај мене. Зборевме за напади на паника, кој многу често им се случува на луѓе. Па се затвараат, играат игри, надвор агарофобија го фаќа и сето тоа. Како да се носиш со тоа? Значи, кога ќе те почне паничен страв да те фаќа од нешто и ти лупа срце, и те потресува, така и со геймингот, например. Ова е најлош што може да Психијатаров вика, за да го надминеш тоа, вика, прави нешто што уште повеќе ќе ти залупа срце Аха, и иди на да го простор кој потисне. што уште поише страф имаш. И сега Да го потисне на другиот. Да, апропо на геймингов, Со ако гейминг. со гейминг, додека Има бидејќи логика, у еден да. момент претпоставувам дека ќе треба да почнеш да повраќаш. Или ќе умреш, или ќе почнеш да повраќаш и ќе ти се создаде одбивност. Бидејќи, не знам, што мислиш за чорапот на Бобо? Доле десно го гледаш. Абе, Тоа му е заштитен знак на Бобо, бела чарата секој. бела чара, види, Майкл Джексон еден и еден. Не бе, си знае човекот, ја не разбирам бе. Не разбирам бе. Майкл Джексон Дали, носеше бели ништо ме чорапи. праша за дали знам што е DDoS, да, знам Denial of Access нападите што се прават, MS-DOS, да, ама Како не се снаоѓав во текстуално, користев овој Norton Commander. Norton Commander. Ја користев DOS навигатор, па што ми беше шарен. Имаше розово, И бој, да. жутко, најбољи. Ау, Ова беше, Слушај, ова Norton зелено. Commander каков добар скрин сейвер имаше. Кај што беше кај што се губе буки, Да, нешто да, така беше, се не, сеќавам. оние- Го имаш, да, го има да, и сега тој за Windows. Напиши Колку е? Norton Commander скрин сейвер. Колку Да е видиме дали хардкор Norton Commander.
порано дека имаше. Па сега уште го користам Па Total сега- Commander. Да, Истото. И уште ме гледаат дело Total Commander. Ја викам, ја не знам поинаку како најбрзо и Не се најдобро воспоставува да дека користам. многу малку грешки прави Total Commander во однос на Explorer. Ама многу ми е јасно кај су со него. Да. За разлика од Експлорерот ми треба малце време. Еве го. Љубов, љубов, као прв пат да сум водел Ти, љубов. Дека више маус суporт има. Да, има маус супорт. Јас без маус го користам строго. Како Со маус, тастатура? Не, вече маус само нема. Не. Сега не инсталирав од ново Raspberry Pi-от. Али стварно Explorer-от, беше подобро со тастатура ова. Да. Јас само Да. на тастатура работев. Браво. Па тоа е тоа, момци, ја имам толку Дечки, да кажам. јас немам веќе што да го прашам Ништо. Јанко, вие фала ти Се си многу направите, штеднешка мојот за супер оваа епизода. чештанија направи, мислам ова го зборевме од кој знае од кога. Тешко мене, а на моите им најавив на телевизија, викам на македонска телевизија. Ако, нека ќара ти они нешто бе, што има врска, ајде, зашто? Може му го Тама ме фатили мене. Дошле на интернет. Абе не, па ме фатиле во Дали другата да телевизија. земам, дали да земам PlayStation 4? Да, Чекај малце да се потврди да, jailbreak-от да. и јас утре ќе земам ако се Све сум на потврди. оригинали, не сум земал. Да, Многу е, бе, него Јанко. слушај Горост, да, ако имаш пари да си купуваш игри, да си Не, купуваш А Јанко, Xboxот како стои? Јанко, Исто се. Само што во моментов, Не, си после исто- прошлата недела, после PlayStation Experience 2015 се испостави дека Playка ќе има подобри ексклузиви. што ќе бидат само на Uncharted, PlayStation, само на и нема PlayStation, ќе Ќе нема на бидат само на PlayStation. За Xboxот ми е битен Halo. Пошто тоа само таму може да го видиш. Сега Да, искочи, друго. искочи Halo ремастер на сите претходните, пред 7-8 месеци и излезе Halo 5. Да. Така да ако си фан на Само тоа, за Xbox е тоа. Само за Xbox-ето. Ако си Нигде фан на друго. тоа Xbox Е One. сега другото, Добро прашање. Јако. Многу прашање. Слушај, значи, Браво. браво, ВСД или стрелки е Браво, прашањето. браво. Не, сега Доста знај, е паци, фала. Ја да бев на емисијава, сега му режам CD со игра по избор. Со ВСД. Она тоа ќе беше да беше ова сега. Даваше тогаш Јанко и цедиња од цедиња. списанија, со Дајме демо, се, со све. имаме игри за дање. Да, Слушај, да ти кажам што се случи. На едно дете му давам игра. Формула 1, оригинал ја добива од мене, ја даде Дејан Билевски од Skysoft. Детево ја добива играта. Игра и со играта. Прави штек у мозок. Си ги пакува парталите, иде у Америка, Да вози. работи у Детройт како дизајнер на линии за роботско произведување на коли. Од тоа направува огромни пари за себе, како дизајнер, коли, значи, роботите како ќе ги Да, прават да, коли, да. Му Асемблинг. докурчува и вика, идам ја, вика, се враќам на старото. Случајно, брат на еден заеднички, на еден мој пријател, вика, идам ја у гейминг. Ова ќе се свија тебе. Една игра. Дечки, Да. значи даваме, што имаме игри? Два клуча Значи за два Paladins клуча за имаме Paladins даваме и и три Толку. карти за Добро, значи сега ќе ги дадеме двата клуча за Paladins, пише им јади бурек со големи букви, треба да спамаат сите на чат. Паци, значи пишувајте јади бурек заедно со големи букви, имате време 2 минути додека да се поздравиме и ќе сроваме да видиме кој ќе добие два клуча за Да, иначе за јас Paladins. да ја отвори, паци можеш да го отвориш Фејсбукот само да кажеш како се игра тоа другарчето што ги поклања игрите, да му го кажеме името, у меседжи си имаш. враќаат игри, еден куп сега. Кажи ми, карантин играш или карантин? Со И таксито? Карантин. Санаториум. Све што не игравме, она Left 4 Dead. Пушти го А чатот. дома си играш со децата, а? Не, Пушти го чатот. Не? не, сите сме соло игри. Посебно? Секој посебно. Човеч. Не играме еден со друг. Ти си PlayStation-от, знаеш, ти си PlayStation-от слушал. беше нај овакво. Оваквото ти си слуши. PlayStation-от Ројот? беше обединувачки. Кецот, поготово мисламе конзола која нема да ја заборавам дори сум жив. Револуција. Да, и ќе набавам, значи три кеца пропастив со поправање, со менување. Кај ни е нашиот кезбе, дека ни збрцан или горе? Ќе вратам некој кец дефинитивно. Горе, Еве, Ќе мора- еве ти Млади еден го кец. работат безпрекорно за кецот. Еве ти еден кец, Јанко, од Джиджи. Не ќе баков. Е, како? сакам. Ааа, не Да. икеш мини, бе! Не ќе мини. Чонг? Имаат дома, сега да ти кажам што стоиме. Имаат кец, имаат двојка, имаат тројка, четворка немаат. Имаат два Xbox-а, имаат Xbox
360 и обичниот. и обични. Кој ќе сака да го Значи, форма све има. Xbox-от, тој Имаат Xbox-от кој ќе PC, сака да го имаат форма. конзоли. Имаат PC, сите И мора конзоли. да се затвори кругот со најновата генерација на конзоли и да се купи или Мој Xbox Јанко. или PlayStation 4. Или, а? Значи доаѓа Или доаѓа. двете, Значи, Работи вака, ова? Да. Јанко, у принцип ако си Halo фан, купи си Xbox. Работи, земи го шо. Не, се сеќавам на дизајнот на она првата На Најдобриот првата, дизајн најдобриот. ever. Со двете. Тоа е Окало, Ever. фрижидерче. Да. види Многу се ближи онака нова сило, година, онака две конзоли, две деца, ова, она, мислам ме разбираш. Ќе чекам први избори да победи после. Да, добро. Да видам со Океј, спонзори. дај ни го, ајде, дај да видиме ролањето. Дај ни го на нас, да видиме кој ќе биде добитник на двата клуча, односно по еден клуч за Много бески го гледам. Што е тоа? Ова е систем како бираме луѓе. Не. А игра. Што е тоа што даваш? Што го ресам. Два клуча за игра една. Што давате? Тоа е бројка давате или Не, хардвер стик? даваме клучеви и они си Шифра, инсталираат. која што се играта. инсталира, Шифра која се се укучува инсталира, и си ја доби да, играта. Ајде, ролај, ја ништо не гледам од тука. Зумирај, Дај, зумирај. Ете го. И Телетабис 32 другарче, фало имаш, фала ти испоштување со еден subscribe, не биде таков, ти си доби Paladins бета и пиши ни мейл, значи на insertcoin@gg.mk, име и презиме и што си добил. Рол уште еден. И следниот е Кликите клик. исто брачи и ти, Имейл треба да ни пратат. значи имейл, сите на од кој сега. сака да ги добијат клучеви. Да, значи пратете ни име, презиме и имейл за да ги добиете клучевите, кликите клик и претходниот. Јанко, Направи ми еден принт скрин и прати ми го да има ништо, тоа е тоа, од утре ќе можеш да ја прегледаш емисија да видиш како тоа изгледава од другата страна. Исто и вие дечки утре после 12 најверојатно. Фала ти што еднаш што ми беше гостин, секогаш се задоволство да се прави муавет со тебе за Фала, историјата. Ми беше мило што ве запознав и стварно ќе ве следам за некои работи. Задолжително. Не, добро ми е сега ќе имам кај кого да се информирам, а пријатно сум изненаден од гледаноста бидејќи стриминг и олкава реакција, не е мала работа, Околу респект. секоја емисија ни е гледана околу 5 до 7.000 Топ, луѓе, што топ. не е воопште страшно. Браво. Ништо дечки, ќе правиме Да знаев да линка едно кратко ревю. не ми пративте линка. Не, да правиме знам. Cineplex, да дајме и да јавиме емисија. да одјавиме добро. Да. Епа ништо, ајде дечки, на брзинка спамајте и Cineplex. Чекај Имаме малце. Донеси ми ја ташната. Ајде. имаме 3 пати по Да ти 2 извадам нешто од памет. 3 пати по 2 влезници. Да. Да. Ајде, Cineplex, ролете сите. Cineplex. Пишувате Што да за го видиме Cineplex? сега изади. Даваме карти. За За кој филм сака? сака да гледаат? што сака да гледа? Што сака ти која Star сака? Wars да гледаат. Ако нека гледа. Која е тоа бабе? Човече, колку е јако. Много е јако. Каде бе, човече? Ми ја донесува од FX3X другарите. Како бе, вака бе, јас сакам вако бе. Само ја ги си додам Чекай малку малце, фаза моје, там. чекай, Утре бе. вечер, ексклузивно, бидејќи утре вечер во емисија кај Ова мене од Дарт официјален Вейдер. шоу, Да, официјален шоу. Утре Дарт Вейдер ми е гостин. Па ќе да чекам, знам кај живе, не си ги, знам кај се паркираш, не си ги договорено, знам кај се паркираш, живе Зашо? вече. Пази, не дојдов у неа облеченост. Ќе дојде, знам се Кире вече, знам кај Знам стои кај Јоран. влегувам, Не си јас. ги- Да, бил фазен танко. Да. Пред И други- искачање Види, поголема е шансата ако ја носиш на тебе да те не ти ја зема. Да. Вака се, пап. Не врачи, уране се други работи има, знаеме ние што има. Да видиме пацијаде, да ги сроламе сите 3 карти. И првиот добитник на билети е не гледам. Даме да бос. Даме да бос. Дечко, може да ни испоштувате Добар со еден 2020. ете го. Со еден Го гледа тони вака. добро ми е мене Еј, човече. како изгледа Мирцов добро кај вас? Кажи ја? Мирце? Ајде Не, шедеш. тоа е специјално Ајде. твичето. Ајде рол пак. Да. Стефан Стефан Македа. Макада, браво братче. И уште еден рол. И Келот па. ете, значи тоа беа тројцата добитници што добиваат два пати по односно по 2 билета добиваат за било кој филм за било кој ден. Значи Македонија! сите што добивте, испратете ни ваши имиња и презимиња и овакво за имаме и емот таков, ама да не навлегуваме. Испратете ни мејл на insertcoin@gg.mk, име, презиме и мејл за тие што добија Многу ми е овакво. феминистички нешто. Да и се извинувам. Например. Фали многу на Телеком, Sony, IT.com.mk, WaterTech, Cineplex и Ситографика.
се одјавуваме 10-та епизода, следниот пат ќе правиме, мислам дека ќе играме игри следниот пат бе. Играме игра следниот. Значи следниот пат во главна тема ќе играме игра во живо, се вика Defuse the Bomb, многу интересно. Keep talking and nobody explodes. Така добро, значи се игра в двајца игра. Што во Windows од бомбите? Да. Не, значи пази, имаш бомба и има еден што го читам мањулот како да дефузираш бомбата. И требаш ти усади читаш и му викаш, слушај, зелена жичка има ли? Има. Тргни ја. Ама не е зелена со жута. Чекај сега видам што значи до зелената жута што значи. И го гледаш за да не експлодира. Имам асоциација. Много- Boulder Dash. Не, нема везе со ова. Boulder Dash. Ама не ја Тоа без спомнав. Nintendo играв јас Boulder Dash. Да, Со камења. се сеќаваш? Да. Еј, дечки, фала ви многу што не гледавте. Тема. Не заборавајте да не сабскрајбнете, 250 денари мислам дека не е многу, тоа се у принцип 2 пива, дури ни толку не. Испоштувате и да, по најново не. Еве, ја ќе Се гледаме дечки, чао. 250, ја ќе оставам. И 2 пива,